Ермира излегуваат сосема различни барања, дали тоа може да го дефинираме дека е будење или Тоа е демократија. Јас така го дефинирам. Прво, Али Ахмети не доаѓа со тоа дека нема никаков проблем. Напротив, разговараме за решавање на некои проблеми. Тоа што некои претендици се почесто во јавноста со забелешки, со критики, со различни размислувања, тоа го сваќам како дел од демократијата. Дали е точно тоа дека премиерот води, како рекоте, моноетничка политика, тоа не би се сложил, затоа што, да речеме, ние инвестираме многу проекти кои што се значени за албанците. Речеме, досега само 5-6 милиона се инвестирани во градба на факултет, во зграда за факултетите, односно во Тетовскиот универзитет. Дополнителни 6 милиони евра ќе се инвестираат во наредните година и половина се доврши. Го завршивме проблемот со Косово, демаркација на границата, признавање и отворање на дипломатски односи. Направивме работи кои што се значени и са етничките албанци во Република Македонија. Постојано финансираме разни патчиња, водоводи, канализации, во општини, во села, каде што е претежно албанско население. Така што јас знам дека дел од некои медиуми или пак опозицијата во албанскиот политички блок сака понекогаш да ја прикаже така состојбата. И нормално е опозицијата во албанскиот блок тоа да го прави, што е друга работа ако не е да бара никој маани во политиките, но за нас е битно стратешки да се добро позиционирани работите, да се трудиме на сите да им помогнеме оноку колку што можеме, да не ги делиме луѓето на македонци, албанци, турци, срби, бошанци, власи или не знам што, или роми. Така што водиме една избалансирана политика, а нормално е јас како премиер да бидам постојано атакуван. Значи, дали од албанскиот блок, дали од македонскиот блок на опозиција. Факт е дека најголема бука се дигна со проектот Скопје 2014, и оној пакет Бурмали и црква. Знаете што, Скопје 2014, тоа така се викаше визуализацијата, па го нарекува после проект, е градба на 7-8 згради, од кои што дел се и приватни. Значи таму има предвидено, не знам, да се продаде плац, да некој да се изгради хотел или нешто слично. Тоа провокација за меѓуетнички. И 15 на споменици на различни локации, нешто на Поштадот, нешто покрај реката Вардар и нешто спроти парламентот. Значи главно се однесува на, не знам, 7-8 објекти и 15 на споменици. Не гледам тука нешто толку страшно, мислам. Имаше забелешка за црквата, точно. И за Александар Македонски имаше забелешка. За Александар и не се слушнал толку многу, но за црквата имаше најмногу забелешки. На тоа место имало црква, тоа е факт. И тоа беше поентата зашто би се дозволило тука да се обнови таа црква која што во минатото, според сите кажувања на луѓе кои што се сведоци, била неправедно срушена. Што се однесува до спомениците, тие се исто така неспорни. Значи тоа не се личности кои што се спорни, го делат народот, создаваат некој револт. Потоа се јави некоја невладина организација дека немало другите етнички заедници. Ние немаме против да има и некој споменик од некоја друга етничка заедница. Се разбира за личност која што нема да побуди негативни реакции кај останатите етнички заедници. И ние јасно го кажавме тоа во неколку наврати, така што од тој аспект немаме некој проблем. Ќе има ли проблеми со коалициониот партнер околу процесирање на хашките случаи? Знаете што, тоа не е веќе во наши раци одамна, тоа е во раците на судот, обвинителството деловно. Евите, но вие пак доставија до парламентот барања за... Тоа се болни процеси, како што е болен процесот со Јохан Трчуловски, кој што еве во мај месец се очекува да ја добие конечната пресуда. Во овој момент ние не сме во ситуација ниту да промениме нешто, ниту да помогнеме, ниту да го направиме вака или онака. Значи се е во раците на судот и јас се надевам дека секи судот ќе си ги почитува законите и процедурите. Ќе имаме ли избори, господине Груевски? Мислите превремени оваа година? Мислам, да. Не планираме таква работа. И не знам зашто постојано ме прашува тоа кај да отидам, ќе има ли превремени избори оваа година. Па еве јас затоа што веројатно моја претпоставка е затоа што постојано вадиме некои нови проекти, почнуваме, завршуваме, работиме и па едната димензија е проектите, другата димензија е постојано присутност во јавност и рекламирање, секојдневност е дефинитивно ако некој нешто не може да ви забележи, тоа е дека постојано ви има на терен и дека тоа беше обично синоним за тоа дека следуваат избори секаде. Некогаш беше. Инаку, откако јас сум премиер, ќе се согласите, тоа не е. Затоа што се мобилизирани и другите политички партии. Знаете што, мојот начин на водење на политики, водење на партија и водење на влада, очигледно се разликуваат од тоа што беше клише преходно. Преходно се развежуваа политичарите само пред избори и тоа беше една вообичаена работа и сите мислеа дека така мора да биде.
Јас, откако сум премиер, работите се промените. Јас сум постојано на терен. Нема недела да не сум во некој град, во некој село, со граѓани, со луѓе. Постојано ги буткам проектите, што побрзо се завршат, што ги започнава владата. Ги објаснувам политиките и директно со граѓаните, и во медиумите. Јас секој втор, трет ден давам изјави, веројатно почести од потпровод на владата. Така што тоа е мој начин на работа, мој начин на комуникација и мислам дека тоа е добро. Мислам дека не е добро на граѓаните да им отидете пред избори и одеднаш да почнете да им градите водоводи или патчиња или да им ветувате брда и долини. Мислам дека тоа што ќе го сработите во 4 години, тоа треба да биде после мерка дали сте работеле добро и дали треба повторно да ви го дадат мандатот, а не како што било во минатото, 3,5 години неработење, неактивност, изолираност од граѓаните, последните половина година трчање од село во село, трчање од град во град, тоа не е добро. Втора димензија, нова моја политика е што постојано сум во допир со граѓаните и ги примам оригиналните информации за проблемите и потешкотиите. Тоа не значи дека сите ќе ги решам и дека можам сите да ги решам, но постојано ме држи на земја, во реалноста, за разлика од многу политичари кои што после 3,5 години на власт дефинитивно беа излезени од реалноста. Добро, има едно вакво толкување дека Груевски се плаши да не му се стопи рейтингот, да не се намали соодносот со СДСМ и тој точно е работи на терен, ама ги бутка само проектите од програмата, од преродбата, ги папсува дори луѓето во тој пакет, без оглед, без водење сметка дали навистина тој проект е приоритетен сега или не е. Знаете што? Прво, наша обврска е тоа што сме го ветили на луѓето, на граѓаните, да го исполниме. И дека не се чуди некој зашто ги туркаме проектите од програмата. Затоа што сме ги ветиле. И воведуваме едно ново политичко однесување, да кога ќе некој нешто вети, да се знае дека тоа треба да го исполни, а не да чека времето да го заборави тоа. Значи, тоа ќе го туркаме и ќе ги папсуваме луѓето. Точно кажавте, некои се понекогаш се чувствуваат некој период папсани, затоа што постојано мора да водат внимание, дали на време ги туркаат проектите, ако доцнат, зошто доцнат, да ги забрзаат, да ги завршат. Но, исто така, обрнуваме огромно внимание и на работите што се јавуваат, а кои што не биле предвидени со програмата. Ние имаме купишта проекти што ги завршивме или ги почнавме, што не беа во програмата или во тој период не може да се предвидат. Впрочем, светската економска криза не е предвидена во програмата и никој во светот не може да ја предвиде. Тоа е најголемата криза во последните 80 години што го зафати светот. Сите мерки што ги преземавме за убlažување на светската економска криза, влезот на светската економска криза во Македонија, немаат никаква врска со програмата. Значи, ние туркаме многу други проекти надвор таа програма и се разбира, туркаме агендата поврзана со Европската Унија и не случајно, минатата година за прв пат Македонија доби позитивен извештај и препорака за почеток на преговорите, што значи дека се кажа дека земјата го достигнала тоа ниво потребно, за да веќе ги почне финалните преговори за прием. Така да не би се сложил дека нормално е некој тоа да го зборува, особено моите критичари, опозиционери и така натаму, но не би се сложил дека само на програмата сме фокусирани. Ние сме на програмата фокусирани, но фокусирани сме и на тековните проблеми, на новите идеи што доаѓаат и на европската агенда. Кога спомнав програмата, обично критиките се дека буџетот е дефинитивно испразнет, касата е празна и многу пари се потрошија околу приоритетни, не толку кризата, колку што се арчат пари без мерка. Знаете што, минатата година, па и ова, ние постојано сме под притисок на медиумите, на опозицијата, не на сите медиуми, но на дел и на опозицијата, демократија, да. Дека трошиме многу пари. Трошењето пари се гледа според тоа колкав буџетски дефицит се направиле. Тоа значи колку повеќе сте потрошиле од тоа што сте го примиле како приход во буџетот. Тоа е буџетскиот дефицит и тоа се става во корелација со бруто домашниот производ. Кога заврши минатата година, видовме дека имаме, според планот, 2,77% буџетски дефицит. Планот беше 2,8%, значи речиси идентично од оно што се планираше. Но исто така видовме дека речиси сите држави во Европа имаат далеку поголем буџетски дефицит. Само една држава имала нешто помал буџетски дефицит од нас и ние имаме втор најнизок буџетски дефицит во Европа, што значи дека најмалку сме се задолжиле од сите други држави во Европа. Така што тоа покажува дека не е точно дека ние трошиме многу повеќе од тоа што ние како приход, но е нормално тоа што доаѓа во буџетот да се врати назад во економијата, во стопанството, во инвестиции, деломно нели во плати, пензии и така натаму, но исто така
да не остани во буџетот, бидејќи и тоа не е многу паметна политика, како доаѓаат парите, вие си ги штедите, да ги чувате и да не ги враќате назад преку проекти. Да, меѓутоа дали е паметна политика и се задолжуваме повеќе со еврообврзници, а да речеме за сметка на можелни аранжман со ММФ кои што се со многу пониски. Точно, ние пред неколку години објавивме дека го завршивме успешно аранжманот со ММФ и дека веќе државата